Доналд Трамп се враќа во Белата куќа и тоа на голема врата победливата победа на претседателските избори. Целиот свет кој ги очекуваше резултатите, сега ги поставува прашањата што може да се очекува и што ќе донесе вториот мандат на Доналд Трамп како шеф на најмоќната држава. За тоа што значи неговиот реизбор за Западниот Балкан и за земјава, разговара со двајца поранешни министри за надворешни работи. Првото прашање кој им го поставив на Антонио Милошовски и Бојар Османи беше дали регионот треба да биде задоволен или да стравува по победата на Доналд Трамп и каква политика треба да се очекува кон овој дел од светот. Сметам дека нема потреба од стравување, затоа што и Европа и нашиот регион веќе имаат одредено искуство со мандатот на претседателот Трамп. Овој пат сметам дека и земјите на европскиот континент, но и самиот претседател Трамп и неговиот тим се подобро подготвени за меѓусебна соработка. Ќе зависи многу од тоа кој ќе биде во неговиот тим, кој ќе ја предводи надворешната политика и согласно тоа можеби колку внимание ќе ни биде посветено. Мислам тоа ќе зависи од односот на претседателот Трамп кон НАТО, што директно или индиректно ќе се рефлектира врз нашата безбедност, и второ американското вклучување во регионот. Сме виделе нијанси на нивно вклучување, иако генерално немало голема разлика. Например, јас сум бил вице-премиер за европски прашања во време на Трамп и на министер за надворешни работи за време на Бајден. Можам да кажам, од тие слични позиции не сум почувствувал разлика во ангажираноста американска во барем за нас и во регионот. Јас мислам дека овој мандат на Трамп ќе биде поразличен од првиот и поради институционалното искуство и меморија која што е создадена тогаш. Мислам дека се добива впечаток во јавноста дека нема јасна мисла во политиките на Трамп, меѓутоа ако се разглоби ќе се види дека он уствари се надпреваруваше на три политики, на три теми кои што најмногу ја сензибилизираше јавноста. Инфлација, имиграција, интернационална политика, они трите и што ги имаше, иако можеби начинот на кој тоа го представуваше пред јавноста изгледа како да е недоволно интелектуализирано или изгледа како да зборува за било кои теми, но јасно ако одите во анализа на неговите ставови, тие три теми ги имаше во кампањата и тоа значи дека ќе бидат во фокусот на неговиот мандат. Мислам дека американската држава има создадено бафер механизми за да дневните политички ставови се менаџираат додека, односно се баферираат, ако може да кажам, додека стигна до помалите региони или држави како кај нас, така да да кажам дека не очекувам некоја разлика бидејќи останува стратешката американска политика по однос на регионот. Кога се зборува за пристапот што ќе го има идната американска администрација, неизбежна тема е идејата од претходниот претседателски мандат на Доналд Трамп за размена на територии меѓу Србија и Косово, што де факто значи промена на границите. Треба ли да очекуваме обновување на таа идеја и колку е таа ризична за стабилноста на целиот регион, вклучувајќи и земјава? Тоа беше следното прашање кое што го поставив до поранешните шефови на дипломатијата. Политиките на Трамп се повеќе беа кон билатерален пристап, отколку мултилатерален пристап. Повеќе така трансакциони во смисла резултати сега, отколку дипломатија до бесконечност. И тоа зависи од карактерот, зависи од политиките пристапот, но тука јасна има една дистинкција во тој пристап. Билатерализација наспроти мултилатерализација и резултати сега наместо бесконечни разговори. И односот Косово-Србија мислам дека дава неколку пораки. Прво, директното вклучување на Трамп во решавање на тој спор е добар знак. Бидејќи полесниот начин е едноставно да се повлече администрацијата американска од решавање на спорот, па да се остават регионалните динамики тоа да го решат или само Европската унија. Фактот дека се ангажираше е добар знак и треба да продолжи да се ангажира. Дали тоа беше план за размена на територии или беше за демаркација на границите помеѓу Косово и Србија, кои што се нејасно демаркирани сега и после 99-та, не можам да кажам, тоа останува на косовските институции да решаваат, меѓутоа сметам дека статус квото не им одговара
на албанците во Косово, не ја одговара на Србија, ниту ја одговара на регионот. Така да сметам дека едно ангажирање на Трамп, како што беше претходно, не зборам за кое решение, дали таа демаркација, дали едноставно фокус на економските прашања, ќе зависи од институциите, но за нас е важно да се затвори прашањето. Бидејќи колку стои повеќе тоа отворено прашање, толку повеќе е товар за нас како држава и за нашата стабилност. Неговиот близок соработник Ричард Гринел беше пратеник во српско-косовското прашање. Сметам дека вложи големи напори, има добро познавање на таа ситуација. Не верувам дека би оделена варијанта на било каква размена на територија, но може да се засили притисокот за формирање на заедница на српски општини во Косово и тоа да биде дел од некое решение. Јас очекувам, доколку Гренел добие посериозна задача во тимот на Трамп, тоа позитивно да се одрази на затворање на ова српско-косовско прашање со взаемна согласност од владите и во Белград и во Приштина. Не верувам дека би оделена варијанта која што ќе излезе од рамките на конвенционално решавање на одредени спорови во регионот, посебно поврзани со Србија и со Косово, но може дополнително да притиснат во рамките на Европската Унија, европската перспектива да биде пореална и за Косово и за Србија и да помогне во решавањето на ова прашање. Во изминатите месеци, откако новата македонска влада стапи на должност, премиерот Мицкоски и неколку министри во неколку наврати се сретнаа со луѓе од првиот круг на Доналд Трамп, што значат за земјава воспоставените контакти на владата на Мицкоски со лица кои може да имаат високи позиции во идната американска администрација. Сметам дека е добро што премиерот Мицкоски, министерот Моцунски и други соработници во оваа влада вложија напори навремено и пред изборите да воспостават комуникација со одредени луѓе од тимот на председателот Трамп, за да може да имаат и некои лични односи, за да има поголема доверба во соработката. Тоа може да биде корисно и за Македонија како држава, но и за одредени проекти што можеме заеднички да ги сработиме со Америка. Од она што сум брифиран, знам дека дел од овие луѓе, особено Хауард Лутник и Ричард Гренел, разговарале со премиерот Мицкоски за одредени проекти од взаемен интерес во областа на енергетика, економија и дигитализација, и тоа може многу да ни помогне. И сметам дека ваквиот начин на инвестирање во личниот однос и партнерство со битни луѓе во американската политика е добар потек од македонската влада. И Ахмети се сретна, ако мислите на Гренел. Гренел е добар познавач на приликите овде, има и лични контакти и е запознат со политиките и околностите овде и мислам дека е тоа добро. Бидејќи кога имате човек во блиското опкружување на Трамп кој што ги знае приликите, тоа значи поголем директен ангажман овде. А нас ни е важно директното американско инвестирање, бидејќи знаете во политиката вакуум нема. Ако нема американско, ќе има нечие друго, а не мислам дека било кое друго е поповолно за нас од американското. Така да фактот што еве и премиерот и Ахмети се сретнаа со Гренел, а Гренел е во блиското опкружување е добро за нас. Сметам дека треба повеќе ангажирање американско по однос на еве и на последното прашање со Бугарија и Европската Унија и тоа се разбира може да биде додадена вредност. Последното прашање до моите соговорници беше дали и колку новата американска администрација може да се вклучи во деблокирање на македонските евроинтеграции. Мислам дека да, поради тој поинаков начин на пристапување кон меѓународната политика на председателот Трамп и неговата администрација, мислам дека во оваа фаза е доволно Америка да биде тој гаранторот на дилемите овде, дали е ова последно барање или не. Тоа што го направи германскиот Бундестаг, например, во однос на идентитетските прашања, доколку председателот Трамп и Америка се вклучи директно и формално во гарантирањето на процесот, мислам дека може да создаде една порелаксирана атмосфера овде, за да се влезе во тој поадминистративен дел на членството во Европската Унија. Зависи од тоа кој ќе биде државен секретар.
во Америка, доколку биде Ричард Гренел или некој кој што го има неговиот профил, тогаш може вниманието на регионот Западен Балкан да биде поголемо. Доколку биде поранешниот американски амбасадор во Токио, во Јапонија, тогаш може би фокусот ќе биде Индија, Кина, Австралија и Тајван и тој регион. Но во секој случај сметам дека Америка во многу нешта, вклучително и овде по однос на евроинтеграциите, ќе побара од самата Европа да биде поактивна во својот двор. И по однос на Украина, и по однос на Западниот Балкан, и по однос на многу други работи кои што се поврзани со Брисел.